Дали Шекеринска се дистанцира од мене, ке треба да ја прашате неа. Какво мислење има за мене, ке треба да каже самата Радмила. Вака премиерот Зоран Заев ја прокоментира одлуката на досегашната негова партиска заменичка да се повлече од својата позиција во СДСМ. Сепак вели таа била негов најблизок соработник минативе години, а верувал дека и во иднина ќе биде така, без разлика каде ќе биде во партијата или во општеството. Ќе ја прашате дали Шекеринска се дистанцира од мене, јас го кажав моето мислење за Радмила. Радмила е мојот прв соработник, заменик председател ми е во Социјалдемократскиот сојуз. Во првата влада, која што ја водев 2 години и 6,5 месеци, беше заменик председател на владата и министер за одбрана, сега е министер за одбрана и навистина еден од првите мои соработници. Мислењето на Радмила за Зоран Заев може да го каже Радмила Шекеринска. И покрај ставот на Заев дека во партијата се е мирно, во јавноста се повеќе се зборува за раскол и пресметки во СДСМ, посебно помеѓу популарното Скопско крило и лојалните до лидерот на партијата. Заев вели такво нешто не постоело. Јас живеам во Скопје повеќе години, Скопско крило сам какво сум сега. За внатрепартиски судири јавно не сака да зборува ниту Радмила Шекеринска. За своето повлекување вели дека било време да дојдат свежи партиски кадри. Не сака да каже ниту за амбасадорската функција во Вашингтон, која што е шпекулација во јавноста. Добив едно прашање од страна на мојата општинска организација, дали сум кандидат, кажав дека не сум. Затоа што сметам дека навистина и СДСМ, меѓутоа и политичката сцена на Република Северна Македонија оди напред кога постојано продуцира и нови кадри. И апсолутно пристапот кон Конгресот треба да ни биде да формулираме и нови политики, а тие да бидат подобри. Промените во СДСМ се случуваат непосредно пред Конгресот закажан за мај и во период кога во притвор заврши еден од најблиските соработници на Заев, Драги Рашковски.